Ова е редовна седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион и мислам дека како медиуми сте исто така запознати со тековните активности кои што се спроведуваат не само по однос на ова прашање за интегрирано управување со отпад, туку и за се она што значат проекти финансирани од домашни и странски фондови за развој на регионот. На денешната седница покрај одлуката која градоначалниците треба да ја донесат за моделот, ќе имаме исто и избор или реизбор, ќе видиме како ќе течи седницата на председател на Советот на регионот, усвојување на финансискиот план, но можеби и најважно усвојување на предлог проектите кои што ќе ги работиме во 2012 година со директна поддршка од Министерството за локална самоуправа. За ваша информација, на таа листа се најдоа место многу конкретни проекти кои што имаат голема видливост и се од значење директно за жителите на овој регион. Се разбира, тоа е документ кој што е сега на усвојување и по неговото усвојување ќе можеме да излеземе со детали. Ние како Министерство присуствуваме во својство на гости. Сакаме со градоначалниците од овој регион да дискутираме за повеќе теми, меѓутоа конкретно да ја отвараме и темата околу менаџирањето со цврстиот отпад. Министерството тука се појавува како координатор и со задолжени од владата на Република Македонија да им пренесеме на градоначалниците, односно на регионот на градоначалниците од Пелагонискиот регион, дека треба на некој начин да донесуваат и одлука за концептот, дали ќе го одберат концептот за преговори, односно конкурентниот диалог, или ќе го изберат концептот да одиме преку изградба на капацитети преку ИПА компонентата. Тука сме да ги објасниме сите наши размислувања и искуство од другите региони и се надевам дека на овој совет градоначалниците ќе донесат одлука во полза, на нивна полза и во полза на граѓаните од овој регион. Ние и понатаму остануваме како Министерство да им помогнеме на градоначалниците, не само за менаџирање со цврстиот отпад, туку и за другите проблеми кои истите ги имат.